Имаме нова техничка влада, технички премиер, технички министри, заменици министри. Но дали некој се запрашал кои се овие луѓе? Од каде потекнуваат? Какво сиви имаат? Дали овие технички министри и заменици се квалификувани да носат одлуки? Дали ги исполнуваат стандардите пропишани со законот? И конечно, дали освен тоа што се политички подобни, се навистина и технички спремни за оваа одговорна функција? Така е, студио, за да дадеме вистински одговор на ова прашање, моравме да дојдеме на вистинското место. Секако знаете, тоа е станицата за технички преглед Ветинг, каде што ќе поразговараме со главниот инженер, господинот Марко Беркшир, јас се викам Марко Беркшир. Беркшир. Господине Беркшир, може ли малку повеќе да ни објасните што всушност вие работите? Нашата работа е многу одговорна, знаете. Ако сакаме да станеме сериозна држава, ние мора да ги исполнуваме стандардите технички што се на Европа. Така да ние овде практично вршиме технички преглед на кандидатите што се за функционери и министри. И како ги исполнуваат стандардите? Видете сега, тие сите велат на прв поглед дека се одржувани, дека ги возел само еден газда, се гледа дека се долго време возени од партијата, да не речам дека се извозени. Што да речам, некој му капе улје, втор нема јајца за да биде функционер. Третиот пак има јајца, меѓутоа кај некого во филка се ставени, некој нема рачна кочница воопшто, што да ви речам. Тоа значи дека нема поминат? Па, да бидеме реални, сега тие не ги исполнуваат стандардите за да поминат, меѓутоа знаеш како е, ни се јави од горе, велат, ве молам, пуштете ги секако за кратко се сега овие, само да ги извозиме за една вожња ни се велат, после од април ќе имаме нови, посериозни кандидати, што јас искрено не верувам. Чекате малку, ни техничкиот премиер не го бива? Што да ви речам сега, видите, тоа има извонредна шасија вака, има модерен дизајн, полукабриолет е. Меѓутоа, документите му се празни, нема некоја историја, не се знае колку километри има поминато, а знаете какви се партиските шофери денеска тоа е. Меѓутоа, да не бидам премногу груп, сепак мислам дека ако сакаме да бидеме сериозна држава, крајно време е да почнеме да увезуваме функционери што се надвор склопени и така може да не биде само. А младиве ги исполнуваат стандардите? Тие ги исполнуваат, меѓутоа тие не се за функционери. Тие се тука само технички преглед за да може да се регистрираат, знаете. Ајде, одете да. Бидејќи без регистрација нив нема да ги пуштат во странство, знаете. Студија?